Постои билка, чие што име порано се шепотело низ селата. Тоа е билката која што стои на меѓата меѓу јавето и сонот. Некои веруваат дека е магична билка, некои веруваат дека е само отровна, а некои сумњаат и дека воопшто постои. Се зборува тука за билката наречена буника и сега одам да ја пронајдам и да ја истражиме и да зборуваме за легендата поврзана околу оваа неверојатна магична билка. Првпат оваа билка се спомнува во средновековието и таа била користена од вештерки за да може да летаат, да посетуваат други места без да се поместат од своето место. Че тие биле едни од првите кои што ја користеле оваа билка, но низ годините се развивале многу легенди за оваа билка. Најинтересна легенда поврзана со оваа билка е за едно младо момче кое што враќајќи се кон своето село легнало на некоја ливада да си одмори и таму заспало не сакајќи покрај оваа билка буника и тој кажува дека оваа билка го однела во другите делови на шумата кои што претходно ги немал видено во непознати слоеви на шумата и тој кажувал дека времето таму тече различно. И кога се вратил назад, никој не му верувал на неговата приказна, затоа што момчето било одсутно 2 години. Тоа што него му се чинело неколку саата под дејство на оваа билка, во оваа реалност било 2 години. Значи, приказните околу оваа билка се неверојатни. Некои кажуваат дека ти отвора цел нов свет, а некои викаат дека ти го открива тоа што го имаш внатре во себе. Последни примери за користење на оваа билка се така наречените вампирџии. Вампирџиите се луѓе кои што при појава на лош дух или вампир доаѓале и го убивале. Сега лошиот дух или вампир никој не можел да го види и вампирџиите успевале да го видат и да го убијат со помош на оваа билка. Тие користеле билката буника за да влезат во некој вид на транс и да го видат тој лош дух или вампирот и да го убијат. Тоа се неверојатни приказни поврзани околу оваа магична билка. Јас сум слушнал многу за овие приказни, истражувам оваа билка, но никогаш не сум можел да ја најдам. За неа кажуваат дека постои на места кои што се скриени од човековиот поглед. Односно дека таа расте на места каде што човековиот поглед не допрел никогаш. Па така јас сега ќе одам да ја побарам оваа билка. Секако нема да ја допрам и препорачувам и вас на другите, на сите што гледате, доколку дојдете контакт со оваа билка. Тоа е преотровна билка која што лачи масло, која што не смее да се допре и не смее да се биде во близина на оваа билка, затоа што може да се отруете. Па јас ќе одам сега да пробам да ја најдам и да ви ја снимам, само сакам од далеку, сега ако нема да се доближам, затоа како што кажав, таа билка е крајно опасна. Па еве тргнав да ја барам. За неа се кажува
дека може да се појави покрај стари патишта, на рабови од запуштени земјишта, на стари гробишта и секако на места каде што човековиот поглед не продрел долго време. Јас лично знам отприлик како изгледа. Тоа е растение кое што представува некој вид на грмушка. Има големи листови и има жолтеникави како звонци на својот крај, чиишто жили се крајно изразени. За мирис не знам, знам само дека листовите и се многу масни и дека по тоа се препознава. И самото име буника во нашиот јазик бунило, некој што се забунил, означува некој што не знае во кој свет е, односно што е збунет. Сите сме слушнале за различни димензии, за духовен свет. Меѓутоа, токму оваа билка стои на меѓата меѓу овој материјален свет и духовниот свет. Дали буниката ти го менува светот или едноставно открива нешто скриено длабоко во себе? Јас не знам. Меѓутоа, зборува за магичните својства на една билка и нешто со кое што не треба да си играме. Живееме во време кога сме премногу оддалечени од природата и имаме многу мали шанси да ги разбереме нејзините текови и начинот на која што таа влијае врз нас. Значи, самото присуство во природата, преку своите звуци, преку своите опојни мириси, кои што ги лачи, таа врши некое менување на нашиот ум, па така доколку барате промена, блага, нежна промена, како што може да направи самата природа, тогаш користете ја природата во целина, не си играјте со овие отровни билки. Меѓутоа, во секој случај е интересно да ги спомнеме, да ја разбудиме малку нашата фантазија и можеби да дознаеме како нашите предци успевале да патуваат, да продираат низ ткаенината на оваа реалност со помош на една билка. И тука се запрашувам, ако една билка ја има таа моќ, тогаш што се друго се крие во природата. Јас не успеав да најдам билката, продолжувам да трагам, меѓутоа веќе 2 часа трагам по неа, пробав на сите места на кои што мислев дека расте да ја најдам, ја немаше. Меѓутоа тоа не значи дека се откажувам. Мислам дека во некој наредно видео ќе ја најдеме и ќе ја снимаме. Значи, ви благодарам што го гледавте и ова видео. Аз да пробам да излезам од ова кај што се заглавив. Ви благодарам што го гледавте ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Доколку сакате други вакви слични видеа и доколку ви се допаѓа сето она што го правам, тогаш да ве потсетам пак за крај да се претплатите, да ставите едно лајкче, ако сте можност да станете членови уште поубаво,
На тој начин ќе го поддржите проектот Сонцогор директно. Јас ви се заблагодарувам. Ви го посакувам секое добро на овој свет и уште еднаш да ви кажам, не си играјте со работи што не ги знаете. Доволно е да ги гледаме и да уживаме во нивната убавина. Чи тргнете се од секакви ритуали, секакви работи што не ги разбирате. Благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.